Дали некогаш сме застанале да размислиме како една обична мисла, една идеја успева да се претвори во чувство, во збор или пак во конкретно дејство? Одговорот, всушност, се крие во една од најсложените и најфасцинантните структури што ги познаваме – нашиот нервен систем. Токму таа внатрешна биолошка мрежа не прави тоа што сме. И токму тоа е прашањето што ќе го истражиме денес. Како еден нематеријален концепт, да речеме одлуката да се подаде рака, се претвора во вистинско физичко движење. Патот од намера до акција е всушност едно неверојатно патување низ нашиот биолошки систем. За да го разбереме ова патување, прво мора да ја погледнеме самата инфраструктура. Најдобро е да си го замислиме нервниот систем како еден огромен, неверојатно брз информацијски автопат што го поврзува апсолутно секој дел од нашето тело. Ова е во суштина врховниот контролен систем на телото. Апсолутно се што доживуваме, секоја глетка, секој звук, секоја емоција и мисла се филтрира и се обработува токму низ оваа мрежа. Затоа, во психологијата, ако сакаме да разбереме зошто размислуваме, чувствуваме и дејствуваме на одреден начин, прво мора да ја разбереме оваа неверојатна биолошка основа. Добро, ајде да го разложиме ова малку. Овој автопат има две главни поделби. Прво, го имаме централниот нервен систем, составен од мозокот и ербетниот мозок. Тој е главниот штаб, командниот центар. Тука се носат сите големи одлуки. Потоа, тука е периферниот нервен систем. Тоа е огромна мрежа од нерви што се протегаат до секој агол на телото. Како курирска служба што ги пренесува наредбите од центарот и ги враќа сетилните информации назад. Но како всушност функционира овој огромен автопат на микрониво? За да го дознаеме тоа, треба да зумираме. Многу да зумираме. Се до основниот градежен блок на целиот систем. Ајде да го запознаеме индивидуалниот гласник што ја врши целата работа. Запознајте го невронот. Ова е главниот лик во нашата приказна. Не е само обична клетка. Тоа е високо специализиран комуникацијски експерт, дизајниран да испраќа и прима сигнали со неверојатна брзина и прецизност. И тука работите стануваат речиси несфатливи. Човечкиот мозок содржи околу 86 милиарди вакви клетки. Замислете, тоа е повеќе неврони во една глава отколку што има звезди во нашата галаксија, а секој од нив формира иледни врски, создавајќи мрежа со комплексно што е тешко и да се замисли. Токму од ова неверојатна служност произлегуваат свеста, креативноста и мислата. Структурата на невронот е совршено дизајнирана за неговата работа, елегантна и едноставна. Замислете ги дендритите како антени што ги собираат сите дојдовни пораки. Потоа, клеточното тело ја обработува целата таа информација и одлучува што понатаму. И на крај, аксонот делува како преносен кабел кој го испраќа сигналот до следниот неврон во синџирот. Едноставен, но гениален проток на информации во 3 чекори. Па како овие неврони всушност зборуваат еден со друг? Тие не се допираат директно. Наместо тоа користат ситни хемиски гласници наречени невротрансмитери. Кога еден неврон ќе ослободи од овие молекули, следниот ги прифаќа. А деликатната рамнотежа на овие хемикали директно влијае на тоа како се чувствуваме. Допаминот е поврзан со задоволството, серотонинот со расположението. Ова е буквално хемијата на нашите емоции. Самата порака е електричен импулс, познат како акционен потенцијал. Тоа е една брза, се или ништо реакција. Значи, невронот е во состојба на мирување, а потоа некој стимул предизвикува нагла промена на електричниот напон. Тој сигнал, акциониот потенцијал, патува по аксонот со брзина до 120 метри во секунда. Токму таа брзина овозможува рефлекси и речиси моментални реакции. Добро, ги разбравме гласникот и пораката. Сега ајде да се вратиме на изворот, на местото каде што се носат сите одлуки, во самиот команден центар. Мозокот не е само една голема маса. Тој е поделен на специализирани региони или лобуси, секој со своја задача. Фронталниот лобус е како извршниот директор, тој планира и донесува одлуки. Париеталниот лобус ги интегрира сите сетилни информации. Темпоралниот е клучен за меморијата и слухот, а окципиталниот, кој е сместен во задниот дел, е целосно посветен на обработка на се што гледаме.
А длабоко во мозокот се наоѓа лимбичкиот систем, кој често го нарекуваат и емоционален мозок. Ова е местото каде што се раѓаат нашите најосновни чувства и нагони. Две клучни структури овде се амигдалата, нашиот внатрешен детектор за закани, и хипокампусот, кој е од суштинско значење за формирање нови спомени. Моќта на овој емоционален мозок е навистина зачудувачка. Еве еден пример. Амигдалата е толку добра во својата работа, што може да препознае израз на страв на туѓо лице со точност од неверојатни 95%. Во меѓувреме, кога учиме нешто ново, активноста во хипокампусот се зголемува за 4 пати. Тој напорно работи да ги кодира тие нови искуства во долготрајна меморија. Но можеби најневеројатна е брзината. Амигдалата може да реагира на закана за само 0,2 секунди. Тоа е како вграден алармен систем што не штити од опасност пред воопшто да имаме време свесно да размислиме за тоа што се случува. Добро, ги разгледавме деловите, невроните, неуротрансмитерите и регионите на мозокот. Сега, ајде да видиме како сето тоа функционира заедно во еден реален, секојдневен пример. Да си замислиме една ситуација. Одеднаш пред нас излетува автомобил. Пред воопшто да бидеме свесни што се случува, амигдалата веќе ја забележала опасноста. Веднаш го активира симпатичкиот нервен систем, познатиот одговор, борба или бегство. Адреналин го преплавува телото. Срцето почнува да чука побрзо, дишењето се забрзува. И откако опасноста ќе помине, парасимпатичкиот систем ја презема контролата, смирувајќи се и враќајќи го телото во нормала. Сето ова се случува потполно автоматски. Досега, можеби се чини дека овој систем е некако фиксен и непроменлив. Но еден од највозбудливите аспекти на модерната невронаука е откритието дека тоа е далеко од вистината. Всушност следува најдобриот дел. Ова неверојатна идеја се налекува неуропластичност. Тоа значи дека нашиот мозок не е статичен. Тој постојано се менува, ги реорганизира врските и формира нови патишта како одговор на нашите искуства. Секој пат кога учиме нова вештина, кога формираме нова меморија, па дури и кога имаме нова мисла, ние буквално го преобликуваме нашиот мозок. А ова има огромни импликации. Тоа е биолошката основа за се, од учење нов јазик до рехабилитација по повреда, па дури и зошто психотерапијата може да биде толку ефективна. Ова откритие ни кажува дека промената не е само можна, туку таа е вградена во самата структура на нашиот мозок. И тоа не доведува до едно навистина моќно сознание. Ако нашите искуства, мисли и постапки го обликуваат физичкиот изглед на нашиот мозок, тогаш секој ден носиме избор. Прашањето не е дали се менуваме, туку во што се менуваме. Со секое ново искуство, ние активно ја градиме личноста што ќе станеме утре. И тоа е прашање за кое навистина вреди да се размисли.